Почитувани граѓани, не може младите секогаш да се вадат на незнаење, ниту да ги копираат лошите навики на повозрастните, да лажат и манипулираат, скриени за тастатурите и мониторите. СДСМ нема од што да се крие. Јасно и гласно порачуваме дека со ребалансот на буџетот на Република Северна Македонија, образованието и младите ќе имаат повеќе пари. Какви кратења, какви бакрачи. Со ребалансот се зголемуваат блок дотациите за основните и средните училишта за 80 милиони денари. Со тоа, локалните самоуправи и училиштата ќе можат да набават повеќе компјутери, интернет и се што е потребно за онлайн настава. За жал, компјутерите што ги обезбеди ВМРО-ДПМНЕ со проектот Компјутер за секое дете завршија како и сите останати нивни проекти во образованието неуспешно. Со измените во Законот за ученички и студентски стандард, секој ученик или студент што не успел да влезе во ученички или студентски дом добива по 6000 денари за да си ја покрие киријата за приватното сместување. Со ребалансот има пари и за тоа. Стипендиите за периодот септември-декември од оваа тековна година, што досега се исплаќале наредната година во јануари, за прв пат годинава треба да се исплатат до крајот на годината, со што ќе започне редовната месечна динамика на исплата на стипендиите, наместо 2 пати годишно како досега. Со ребалансот на буџетот не само во образованието, туку и во другите области, единствено се кратат омилените трошоци на ВМРО-ДПМНЕ, оние за службени патувања. Учебната година не само што почна, туку се одвива и успешно. И повеќе од очекувањата со оглед на околностите во кои се наоѓа не само нашата земја, туку и целиот свет. Но како би знаеле вие нешто за тоа? Тоа не се гледа ни за темнатите прозорци на автомобилите со кои протестирате сред пандемија.